znat, ne razbirat, po tebi na odak. Site zemlji osnovi, ke se raznišat, sinovi na se višnio, ke umrete kako luge, ke paljate kako svekoj kres, Isuske sudi nasite. Sve što mi treba je tvoja ta pregrada, prosti mi oče greše pred tebe i pred devotom. Sve što mi treba je tvoja ta pregrada, prosti mi oče greše pred tebe i pred devotom. Rimljanite 10. glava se odnesува na Римјаните. A ovdje po golemi Rimljani во Македонија нема. Бидејќи се што некој изградил, овде има еден мост таму. Кој го изградил мостот во Тресонче? Римљаните. Викам, Римљаните дојде овде во планината да ви градат мостови. Не рече, ние сме најдобри градители. Ние градиме сегде. Слава ти Господи Исусе Христе. Значи Римљаните сте вие, македонци. Браќа, 10. глава. Татко мој, во името на Исус, зборувај низ мене. Не јас да зборувам, нека Твојот дух зборува, нека Словото биде во дух и живот, нека ги допре сите оние срца кои ќе повикаат: Исусе, жеден сум за Тебе, жеден сум за дух, блажени се, беден сум за дух, блажени се, бедните за дух, зашто тие, што? Тие ќе се наситат, ќе бидат помилувани, ќе бидат во Царството Божјо, ќе се напојат со дух, зашто тие ќе го видат Бога чистите по срце и ќе го исчистат срцето, зашто духот ќе влезе во тебе и ќе осветли секоја темнина и ќе изгори се што не е од Исус и ти ќе му се предадеш во владение. Браќа, зборувај низ мене, татко мој, нека биде Твојата волја во овие слова. Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и сите демони што се влезени во луѓето, што не им дозволуваат во умот да разберат зошто сме овде на земјата. Го кршам секој небиблиски завет врз сите оние што ќе речат: Исусе, дојди во моето срце. Во името на Господ Исус Христос велам: бегај од овде, сатано, и не се враќај повеќе. Да се отворат срцата на тие што се подотворени и да повикаат: Исусе, дојди во моето срце. Го врзувам сатаната и неговите демони и го изгонувам и го кршам. Ја кршам неговата власт врз овие слова. И овие се живи слова да го расплантат секој дух што е жеден за Тебе, Господи Исусе Христе. Браќа, апостол Павле, 10. глава, Римјаните. На вас се однесува. Сите сте вие Римјаните. Друмјани, Рим, драм, друм, драмува. Желбата на моето срце, браќа, и на мојата молитва кон Бог е Израел. За Израел е негово спасение. Израел е првата црква и заедница. Им се јави семокнинат Бог. Им даде знаци и чуда. Тие поверуваа, за да ги научи како од син Божи, од син човечки падната природа, од син сатански да исчекориш ко син Божи. Им даде 10 заповеди. Им ги даде словата. И тие ги проучуваат словата. И ги знаеа словата. И Исус вели на едно место: ги проучувате словата, мислите ќе ви дадат живот вечен, но не доаѓате кај мене, за да ви дадам живот вечен. Тоа е целата суштина, да дојдеш кај Него. Како се доаѓа? Па тоа е суштината. Доаѓаш, клекнуваш како дете пред Отецот: татко мој, погрешив пред Тебе и пред небото. А тие се горди, самолюбиви, го знаат Бог и Словото, а некој не ги интересира. Значи, желбата на моето срце и на мојата молитва е кон Бог за Израелот е негово спасение. Јас им сведочам дека тие имаат ревност кон Бог. Тие го сакаат Бог, ама знаете, да го сакаш Бог, кој не го љуби братот свој, не е во Бога, е човекоубиец. Како можеш да го љубиш Бога кога не си го видел, а не го љубиш братот свој?
но не според сознанието дека ти имаат ревност за Бога, зашто не знаејки за Божијата праведност. Пазете го сега овој момент. Праведен сум, оправдан сум по Исус. Себе праведен, возгорден. Зашто не знаејки за Божијата праведност, тежнејки да воспостават своја собствена праведност. И целата суштина е твојата праведност и Божијата праведност. Божијата праведност е ти да не осудуваш никого. Да прифаќаш се, да ги љубиш сите. Исус е судијата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, тежнејки за да воспостават своја собствена праведност, израелците, кои го знаат Бог, не и се подредија на Божијата праведност. Слава ти, Господи Исусе Христе. Бидејќи крајната цел на законот, люби го својот ближен како себе си, или 10 Божји заповеди старозаветно, е Исус Христос, за да биде оправдан секој што во него верува. И ние сме оправдани, еднаш праведен, за секогаш праведен. Но дали веруваш во Исус, дали вршиш дела како Исус, дали живееш како Исус, дали живееш љубов, ја живееш неговата љубов, и ти си љубов, дали ги љубиш сите, си им простил на сите? Големи прашања. Крајната цел на законот е Христос, за да биде оправдан секој што во него верува. Но што значи да верува? Да се довериш во него, да му припаднеш. Мојсей пишува за праведноста на законот. Кој ќе го исполни, тој ќе биде жив преку него. И никој не го исполни. И колат само дела на законот се чистат со крвта на животни. О, неразбрани галатијани, христијани и сите други, а праведноста од верата, вели, праведност од верата, да не речеш во срцето свое. Верувам и си праведен во Исус и постапуваш како Исус, предаден си веќе, не си собственост, не сакаш ти што сакаш, него Исус, се што доаѓа, прифаќаш и одреагируваш. Дејствуваш во љубовта, бараш сила од него, кој ќе се искачи на небото, да не речеш во срцето свое. Па кај можам јас? Што значи да се симне Христос? Па Христос се симна, ти дава сила, тие го распрана, го читаат Словото, кое убива. Ете како убива, тие го убија Христос, иако не можат никого да убијат. Или кој ќе слезе во бездната, што значи да се изведе Христос од мртвите. Ти тогаш се сомневаш, имав една визија. Значи го видов тој момент, души како партали, лебдат, како во безвоздушен простор, како на дно на некоја дупка, океан, темни, бесилни, свесни за себе си. А горе, кога погледнав горе, да ви кажам, не можам да ви објаснам, милиони години, горе светлина, најгоре, а ти лебдиш на дното, лажни звезди. Тоа не чека. Тие што нема да останеме, претрпивши до конца во Исуса. А што вели таа? Блиску до тебе е Словото. Во твојата уста. Дали е блиску и во твоето срце? Ако се останеш во Словото, ти ќе бидеш вистински негов ученик. Односно Словото на верата, на Исус, што го проповедаме. Поверува и затоа зборува. Само тебе ти верувам, само тебе ти се поклонувам, моето срце тебе ти припаѓа, те љубам Христе мој до века, мој Исусе, мој Господе, ти не научи да ги љубиме сите, дали ги љубите сите? Исус ви дава сила. Ете, тоа е христијанин. Блиску до тебе е Словото во твојата уста. Уште поблиску во твоето срце, односно Словото на верата што го проповедаме. Поверува и затоа зборува. И тогаш Словото е живо. Изрекувам живот во секого од нас. Бегај од секого сатана што ќе се допре во срцето и ќе рече: Исусе, моето срце ти припаѓа тебе. Слободен си во Исуса Христа. Амин. Зашто ако со устата исповедуваш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. И тие го цитираат, тоа го цитираат.
Те сакам, Господи. Првата прилика трчаат на доктор. Бараат луѓе помош, пропаѓаме. Го видов и тоа, се распаѓа овој свет. Визија. Не можам да ви го објаснам, неколку дена не може да се свестам. Се распаѓа како коцки, слагалки. Луѓето врескаат, зошто не го правиш ова, сакаме дома, зошто си ти лош, што сме ти направиле. Сакаат дома, нивната дома е ова. Јас зборувам за дома на небесата. Ти имаа подобро однос на небесната татковина. Времето е кратко. Времето на милоста да го избереш Исус. Да се откажеш од себе си. И Исус да се насели во твоето срце. Зашто ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и во срцето поверуваш, ако ти веруваш дека Исус е Господ, ти ќе почнеш да се менуваш. Нема да бидеш стариот човек, дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш, бидејќи со срцето се верува. Па во срцето да поверуваат, да бидат исцелени, да се покајат за оправдание. А со устата се исповеда за спасение, кој ќе ме признае јавно пред луѓето. Исус е мојот Господ. Исус е мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Она ми дава сила да пораснам во духот, во љубовта. Амин. А писмото вели, секој кој верува во Него нема да се посрами. Слава ти, Господи Исусе Христе, верувам во Тебе и нема да се посрамам. Со Тебе можам да издржам, да победам се. Го сакам тоа, се. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и Тој ќе ги врши. Ете сум, Господе Исусе Христе. Уште поголеми ќе врши. Ете сум, Господе Исусе Христе. И нема да се посрами. Зашто јас си одам кај својот Отец и јас си одам кај својот Отец. Слава ти, Господи Исусе Христе. Бидејќи секој кој ќе го повика името Господово, ќе биде спасен. Нема разлика меѓу јудеец, елин, македонец, бугарин, србин, грк, албанец. Зашто еден е ист Господ на сите. Богат за сите кои го повикуваат. Мојот татко е семокниот Бог. Викат, како успеваш, како? Пари, кој ви дава? Сега на документарните филмови пишувам, Исус Христос и мојот татко небесен дека ги помагаат. Тие помагаат. Тој е најбогатиот човек. Ти си сонаследник негов на се ова што е создадено. Еден ист Господ за сите, богат за сите кои го повикуваат. Богат. Ти видиш чаша што се прелева. Чашата на благословот. Од твојата утроба ќе течат реки од жива вода, бидејќи секој кој ќе го повика името Господово ќе биде спасен. Но тој зборува повик не на лице, на уста само, на срце, од срце, со сета душа, со сиот разум, со сето срце, со сета сила што ти ја дал. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Но како да го повикаат оној во кого не поверувале? Ти веруваш, а немаш до крај вера. Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? Пазете, не сака да слушне. Втора категорија. Како да слушнат ако нема кој да проповеда? И ти вериш проповеда некој. Па да, проповеда, учел во библиски, во телесни школи. Пазете сега што вели. И како да проповедаат ако не бидат испратени? И јас не зборувам од себе, вели Исус, од оној што ме прати. Ако си испратен од Него, не од луѓе, не од деноминации, не од поделена црква, не од телесно читање на Библијата, телесниот човек не го разбира духовното. Затоа сте се поделиле, затоа го немате Исус и немате верба. Како да проповедаат ако не бидат испратени? Како што е напишано, колку се прекрасни нозете на оние што благовестат мир. Мир благовестат. Пазете го овој стих. Што го благовестат доброто. Нема мир во светот. Нема мир за грешниците. Луѓето пијат апчиња за смирување. Нервозни се. Штом дојде тако состојба, Исус е твојот мир. Се што не е од Исус надвор од мојот ум, го задржувам Исус во умот свој. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но Евангелието сите не го послушаа. Но Евангелието сите не го послушаат, значи одат во цркви, слушаат, но не го послушаат. Да слушаш и да го послушаш. Послушност кон Исус, послушност во љубовта. Зашто Исаија вели, Господи,
кој поверува во она што го проповедаме. Кога ќе дојде Исус, ќе најде ли вера на земјата? Знаете, тоа е прашање на момент и љубовта се изладува. Не поверувале до крај, до некаде после трчаат по светот, се држат за светот, врзани се со светот, постапуваат како светот, информација ги завладеува сатаната. Не може да го задржат Исус во умот свој. Те сакаме, Господ Исусе Христе, се што не е од Исус надвор од овој дум, од ова срце, од ова тело и душа, од нашата заедница, од мојот имот, од твојот имот, од нашата Македонија. Бегај од Македонија, сатано, и не се враќај повеќе. Македонија е земја на Исус Христос, со двоостар меч и мечот на духот. Ги раскинувам во името Исусово сите пранги што сатаната ги фрлил врз Македонија, врз мене, врз нашата заедница, сотрудници, врз сите оние што ќе речат Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во моето срце и помогни ми. Почетна категорија. Верата доаѓа од слушање на пораката, а пораката од Божјото Слово. И тие го слушаат Словото, но не го послушуваат, не постапуваат. Но велам, зар тие не слушнаа? Па слушнаа, напротив, гласот им се разнесе по целата земја. Изборовите нивни до краиштата на Вселената, но не ги примаат. Треба да останеш во тие слова. Пак велам, зар Израел не разбра? Зар Израел не разбра, го распнаа семокниот Бог Исуса Христа, дојде кај своите. И своите го распнаа, не го познаа. Јас ќе ве раздразнам до љубомора со оние кои не се народ, со неразумен народ ќе ве разгневам. Тој им зборува, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Потоа апостол Павле го сонува македонецот. И денеска се собраа сатанските сили преку соседните попримитивни народи. Убивале македонци, велат нема македонци. Крвави им се рацете, албанци, бугари, срби, грци и сите други. И сите други. Македонија е земја на Исус Христос, синко, но само тие што ќе го повикаат. Зашто тој вели, не е Израел сите што се од Израел, истото се однесува. Не се Израел сите оние што се од Израел, 6, 9. Не се од Израел, не се македонци сите оние што се од Македонија. Македонец е човек кој го повикува Бог. А потоа сте заборавили и сега се повикувате самите себе. Исаија се осмели да каже, ме најдоа оние кои не ме бараа. Им се открив на оние кои не прашаа за мене. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди, Господе мој, Исусе, дојди, дојди во моето срце. Ете, тоа е македонец. Неразбрани бугари, болгарци, грци, арнаути, Срби и сите други, НАТО, Европска Унија, Македонија е земја на Исус Христос. Бегај од Македонија, сатано, и не се враќај повеќе. А Израел пак вели постојано, за Израел ги подава в рацете свој кон народ непослушен и бунтовен. Се однесува и на вас. Непослушен и бунтовен. И сега наместо да го слават Исуса, македонците, се слават самите себе, Македонија и македонците. И измислуваат дека сме ние народ. Па и израелците мислеа дека се народ Божи, па го распнаа Исуса. И вие го распнувате Исуса. Кога правите идолопоклонство, сега се враќаме на оној стих, да се поврзаме 10 и вели, колку се прекрасни нозете на оние 10-15, што благовестат мир. Мирот свој ви го давам. Исус. Нема мир во светот и грешниците. Мир вам. Исусов мир. Нема мир за грешниците. Надвор од Исус. Исус ви дава мир, сила и љубов за да пребивате во Него. Да пребиваш во Исус. Да останете во Него. Сатаната рика како лав, сакајќи некого да проголта. Да украде, да ограби, да разруши. Тој е крадец на мирот. Што и да се случува, остани во Исус. Не го давај неговиот мир. Побарај водство од Исус, да се додржиш во Исус. Да не те навлече лукавиот, да се фатиш на сатанскиот круг на омразата, осудување, мраза, кавга.
расплодување на демоните и злото. Го знаете стихот да се измириш со противникот твој на време, да не те предаде на судијата на слугата. Кој е слугата? Да бидеш фрлен во затвор. Пазете, за да излезеш ќе ја дадеш и последната пара. Доколку е условено, бидете во мир со сите. Не судете, зашто ќе бидете судени. Еден е судијата, а слугата е Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе. Можеш и да бидеш слуга на Таткото Небесен. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. Луѓето кога би знаеле, а знаат, ама не сакаат со срцето да разберат, да не судат, да не мерат, зашто тие се мерат самите себе си. Со каква мерка го мериш другите, со таква се мериш себе. Пазете сега, ако имаш нешто против братот твој, било кој, оди и измири се пред молитвата, за молитвата да ти биде услишана. Прости му 77 по 7 пати. Простете, простувам со денови некогаш. Седам таму, ќе влезам во духот и простувам. Имавме сега на факултет еден состанок таму на катедра. И сега една професори ги тераат студентите да зборуваат против професор. И тие зборуваат, мислам како да ви кажам. Тие имаат 3-та година, например. Тој е магистар, немал доволно образование. И 4 студенти зборуваат. И нивната професор. Јас станав, кажав, некој работи во духот и веднаш простив. Тие гледаат дека се молам. Отплатата е 4 за се. Мирот на се, на твоето непростување. Мирот свој ви го давам. Исус ти дава мир. Кога дојдете при мене сите и сморени и обременети. Исус, и јас ќе ве успокојам. Ете сум Исусе да ме успокоиш. Кога доаѓа состојба која ви го краде мирот, сатаната, остани во Исус. Остани. Не реагирај во тело. Чекај водство од духот. Заврти го и другиот образ. Дај му ја и горната облека. Оди 10 мили, претрпи ја штетата. Исусе, ти живееш во мене, ги љубам сите. Освен ако немаш водство од духот, со двоостар меч и мечот на духот, да му речеш бегај од мене, сатана, во името Исусово. Одмаздата е негова. Он ќе наплати. Он суди, не ти. Барај сила и водство и остани во Исусовиот мир. Останувам во твојот мир, Господе Исусе Христе. Кажи му на оној што те напаѓа дека ти си собственост на Исуса Христа. Одидовме кави. На повеќе луѓе се расправаат таму за меѓа. Видоа дека меѓата е до тука, тие се расправаат. Ја поместил катастарот. Им реков, јас му припаѓам на Исус. Марија, мели, а што им збориш, не те разбира. Не морам да им го кажам, тој на другиот и на третиот. Падна последна сречен, овој нешто му се случува. Не си играјте, луѓе. Он е разбрани галатјани, од маздата е него, он ќе суди. Барај водство и остани во Исусовиот мир. Кажи му на оној што те напаѓа дека ти си собственост на Исус Христос, да јас сум собственост на Исус Христос. Ако не сте знаеле. Јас сум негов представник на земјата. Ги љубам сите. Но го бранам Евангелието. Дека со него ќе си има работа. Дека Исус е твојот Господ и благослови го. Остани во мирот свој ви го давам. Благословувај ги оние што те колнат. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Однеси им вечера жар на главата. Исус вели да ги љубиме непријателите своји. Мирот свој ви го давам. Исусе, те сакам. Те љубиме, Исусе. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Мир вам. Ако куќата е достојна, мирот ваш ќе прејде на неа. Ти си куќата, синко. Ти со телото и душата. И ќе се насели во неа мирот. Биди дом Исусов, кој дарува мир на сите. Мирот Исусов ви го давам.
Mir vam do Božjo carstvo nebesno. Ima jedan stih koji je sprotistavljen ova, veli, ne dojdov da donesam mir, туку меч, и луѓето не можат да го разберат. Зборува за оние кои не го прифаќаат мирот. За оние кои не го прифаќаат. Ќе раскарам мајка од ќерка, син од татко, деца од родителите своји. Знаете, тие што не се во Исус треба да се разбудат со мечот на Духот. Во името на Господ Исус Христос го кршам сатанското влијание врз тебе и ти го отварам срцето да повикаш кон Исуса. Имаш слободна волја. Човеку, разбуди се, додека имаш време за милост, а потоа ќе биде плач и крцкање со заби. Вие кажав визијата, лебдиш во безвоздушен простор на дното на некој океан, веројатно, милиони години во темнина, свесен за себе си, а горе, таму, некаде, кога погледнав какво е растојанието, не можам да ви кажам, се затресувам во телото и во душата. Светлината Исусова, кој чека да повикате кон Него. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој завет на злото што е фрлен врз Македонија и врз сите оние што ќе речат Исусе, дојди во моето срце. Во името на Господ Исус Христос со мечот на Духот, двоостар меч ги раскинувам. Сите пранги што сатаната ги фрлил врз тебе, брате и пријатели, ако речеш Исусе, помогни ми, простувам, не осудувам, се покајувам, дојди во моето срце. Во името на Господ Исус Христос велам, бегај од тука сатана, го врзувам сатаната и те одврзувам од сатаната. Ако речеш Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Во името на Господ Исус Христос велам, бегај од мене сатано, надвор од секое тело и душа, кој ќе го изговори името Исусово со верба во срцето. Слава ти, Господ Исусе Христе. Ја враќам Македонија во Исусова собственост. Јас му припаѓам на Исус, мојот имот и кажувам на создаденото да се промени, да биде здраво исправено, објекти, згради, возила што служат за Исус Христос. Луѓе, слава ти, Исусе, за секогаш Исус. Исус напред, ние по Него. Исусе, те сакам, ти благодарам, Господи Исусе Христе, со тебе можам да направам се. Само тебе ти верувам, само тебе ти припаѓам. Моето срце тебе ти припаѓа, те љубам, Христе мој, до века. Мој Исусе, мој Господе, ти ме научи да ги љубиме сите, да ги љубиме сите, да ги љубиме сите. Ете, тоа е христијанство и Христослуга. Мир вам до Божјо царство небесно, од Мавровската црква Јагора, од Ар Македонија, Исусова земја, до небесата, до сите краишта на земјата и небесата, печатот на Исус врз секое чело. Те сакаме, Исусе Христе, верувам во Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Исповедувам со устата, со срцето верувам. Бегај од нас, сатано, во името Исусово. Амин до Божјо царство небесно. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе, за мирот Твој, што ми го даваш во срцево. И на секого од нас, што ќе го повика Твоето име. Амин. Судите неправедно во гревот пристрасно, не пазите на сирома,